Компанијата Екошпар произведува печки и котли на пелети по највисоки европски стандарди за квалитет. Намалете ги за секогаш месечните давачки за греење со печките Екошпар кои се вистински хит во Европа. Солара, Тукана, Карина, Алба, Аурига, Галена, Комби. Одберете ја онаа што најмногу ви одговара. Екошпар со својот дизајн ќе внесе романтична и топла нишка во вашиот дом, угостителски објект или деловен простор. Преглед на содржините во дневникот. Објектите на некогашните охридски индустријски гиганти се нудат на потенцијални инвеститори за браунфилд инвестиции. Покрај германски Костал, охридскиот градоначелник најави и други инвеститори. Верниците од католичката вероисповед го слават Божик. Трета година поред Охридскиот црвен крст и локалната самоуправа организираа софра за луѓето од социјално ранливата категорија. Сдруженијето на пензионери во посета на гериатриското оделение посебно се интересираа за проектот за негово проширување. Со најавените содржини, но и со други информации започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Данкат ви донесува метео на ТВМ. Времето денес во Охрид претежно сончево со услови за развој на облачност во попладневните часови. Максималната дневна температура во нашиот град достигна 9 степени Целзиусови, а дуваше и умерен западен ветар. Во петок претежно сончево со локална облачност ќе биде времето на Пиренејскиот и Апенинскиот полуостров и во делови од Франција. Нестабилно со врнежи од дожд ќе биде во делови од Франција и Велика Британија, а во останатите предели од континентот ќе има врнежи од снег. Најстуден европски главен град ќе биде Москва со минус 10 степени, а најтопла Атина со температура до 16 степени. На Балканскиот полуостров утре времето ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од снег. Врнежи од дожд се очекуваат на југ од Албанија. Во поголем дел од Грција времето ќе биде претежно сончево со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 5 до 12 степени. Во Македонија во петок не очекува умерено облачно време. Попладне ќе дојде до продор на студена и влажна воздушна маса која ќе услови пат на температурите и врнежи од дожд и снег. Врнежи од снег се очекуваат над 800 метри надморска висина, кои во текот на ноќта ќе се спуштат и во пониските предели. Утринските температури од минус 4 до 2 степени, а максималните дневни ќе достигнат до 3, односно до 9 степени. Во Скопје утре времето ќе биде умерено облачно, во доцните попладневни часови нестабилно со врнежи од дожд, кои во вечерните часови во текот на ноќта ќе преминуваат во снег. Утринската температура од минус 1 степен, а максималната дневна ќе достигне до 6 степен. Во Охрид во петок не очекува умерено облачно време. Во доцните попладневни часови ќе настапи дестабилизација на времето проследена со врнежи од дожд, кои во вечерните часови во текот на ноќта ќе преминат во снег. Ќе дува засилен североисточен ветар. Утринската температура од 0 степени, а максималната дневна се очекува да достигне до 6 степени. Во сабота, недела и понеделник се можни врнежи од снег во нашиот град. Промена ќе има и на температурната скала, па така минимумот на утринските температури ќе биде достигнат во вторник и ќе изнесува минус 6 степени, додека највисока утринска температура се очекува утре и ќе биде околу нулата. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 0 до 6 степени Целзиусови. Гледавте метео во соработка со Данкат, село Мислешево, Струга. Топ Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби.
Алпи сокови 26 денари, чаден мисиркин батак без коска 269 денари, лето новогодишно пакетче 79 денари, Милка чоколада лешник 47 денари, Билјанови сланина 222 денари, Горенка пакетче кутија 269 денари. Толку многу начини да подариме љубов. Мамини, здрави, среќни и паметни деца. Мамини деца. Топло, удобно, ефтино, лесно и чисто. Најпрактично решение за пријатна атмосфера во вашиот дом. Камини на пелети и котли за парно. Произведува Милкус Охрид. Прекрасната природа е главниот влог во алтернативните форми на туризам. За туристот таа е воздух, слобода, спокој. Отпадоците не се вклопуваат во таа слика. Да ја чуваме природата чиста. Лесно е. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Витаминка новогодишно пакетче кеса 105 денари, Витаминка пакетче кутија 209 денари, Свислион пакетче мала кутија 179 денари, Струма новогодишно пакетче 85 денари, Витаминка новогодишно пакетче торба 419 денари. Летре дизајн. Проверено е. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Добро вечер. Прво издание на Дневникот. Телевизија ТВМ прерасна во регионален медиум. Одлуката ја донесе Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Тимот на телевизија ТВМ ќе продолжи посветено да работи со цел да ја задржи довербата и високиот рейтинг меѓу своите гледачи, почитувајќи ги восстановените принципи за точно, навремено, професионално и објективно информирање на јавноста. Адутот секогаш бил и ќе остане информативната редакција и ТВМ Дневникот, чие мото е вести на кои им верувате. Започнуваме со најавените содржини. Објектите на некогашните индустријски гиганти од градов интересни за потенцијалните инвеститори. Директорот на Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо вели дека инвестициите на двете германски компании ОДВ Електрик и Костал е само доказ дека потенцијалот на овие објекти е голем. Потенцира дека во насока на подобро запознавање на инвеститорите со ваквите капацитети, изработен е и регистар со сите објекти во државава кои може да се искористат за оваа намена. Отекс, Лихнида, Застава, Емо, Братство, Езерка.
Ова се само дел од погоните на некогашните индустријски гиганти од градов, кои се наоѓаат на регистарот на Агенцијата за странски инвестиции, а кои се нудат на потенцијалните инвеститори како можност за браунфилд инвестиции. Новонајавената инвестиција на германската компанија Костал, како и почнувањето со работа на ОДВ Електрик, исто така во постоечки објект, според директорот на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони Виктор Мизо, е само реализација на идејата за искористување на постоечките капацитети кои за жал во моментот не функционираат. Мизо за ТВМ открива дека голем дел од потенцијалните инвеститори се интересирале и ги разгледувале просториите на овие охридски фабрики. Имаме видено голем број на објекти во Охрид. Тука се, например, имаат посетено објекти во ЕМО, имаат посетено објекти во Амак, имаат посетено објекти во Личнида и друг вид на објекти кои порано биле производствени капацитети. Дел од нив се можда пренаменети за друга употреба, но сепак има можност да се користат како индустријски објекти. Охрид историски во минатото имал голема индустрија од гледна точка и на број на вработени и различни компании кои функционираат там, објекти во Отекс, да не сакам да заборавам дека голем број на објекти во Отекс исто така се разгледувани од страна на различни инвеститори. Потенцијалот на ваквите објекти во Охрид, според Мизо, е голем и најголемиот дел од заинтересираните инвеститори биле задоволни од објектите кои ги посетиле и пројавиле интерес за реализација на овие така наречени браунфилд инвестиции. А за таа цел бил изработен и регистар со сите постоечки капацитети преку кои инвеститорите полесно би се запознале со објектот за кој се заинтересирани. Во тој регистарот кој е направен во рамки на Агенцијата за странски инвестиции во соработа со Министерството за економија има голем број на објекти кои се на цела територија на Република Македонија. Нормално тука има објекти и во Охридско-Струшкиот регион. Она што е пресудно за странските инвеститори е да се најде соодветен објект кој може да се адаптира за нивните производствени потреби. Тоа значи големината на објектот, висината на објектот, пристапот, квалитетот на изградба на објектот, какви материјали е изработен и она што значи како е целиот простор организиран. Инаку Мизо информираше дека што се однесува до ново најавената инвестиција на германската компанија Костал, се уште не е прецизирано во кој објект од некогашните охридски гиганти ќе бидат сместени погоните на овој инвеститор. Дополнително, ова одлука ќе биде објавена во рок од 2 месеци, пошто точно ќе се знае чии простории германците ќе ги пренаменат за нивната браунфилд инвестиција во градов. Новиот објект кој Костал е најавено да го гради ќе биде сместен во Охридско-Струшката технолошко-индустријска развојна зона. По вчерашната објава на премиерот Груевски за германската инвестиција Костал се огласи градоначалникот Никола Бакрачевски. Германскиот индустријски гигант Костал даде официјална и дефинитивна потврда на одлуката да инвестира со свој производствен капацитет во Охрид, посочи Бакрачевски. Најави и други инвестиции во Охридско-Струшкиот регион. Германски Костал доаѓа во Охрид. Оваа компанија е водечки извозник на технолошко напредни производи од делот на електрониката, електромеханиката и мехатрониката за автомобилската и други сродни индустрии. Инвестицијскиот план на Костал за Охрид се поклопува со локалната стратегија за економски развој на градот. Во почетокот на 2015 година ќе почне како браунфилд инвестиција во некој од постоечките стопански објекти во Охрид за по 2 години да се трансформира во целосна гринфилд инвестиција во Тирс Охрид Струга, најави охридскиот градоначалник Бакрачевски. Во фабриката Костал во наредните 2 до 3 години етапно се очекува да бидат работно ангажирани над 1000 работници и стручен кадар од разни профили. Но индиректно, ова инвестиција преку создавање на мрежа од локални компании, кооперанти и фирми добавувачи отвора можност сериозна бројот на вработувањата да биде многу поголем, бидејќи намерата на компанијата е да ги искористи сите сродни локални капацитети и вештини за да ги задоволи потребите за успех.
ОДВ Електрик и најавената Костел се две инвестиции во областа на автомобилската индустрија која ветуваат стопанско воздигнување на Охрид, укажа охридскиот градоначелник. Бакрачевски најави заинтересираност на уште две компании од областа на производство на трансформатори и далноводи кои пројавиле интерес за рестартирање на делови од Охридски ЕМО. Интензивно се работи на изградбата на автопатот Охрид-Кичево, а во меѓувреме се бара и начин за изградба на автопатот и од Кичево до Гостивар, со што Охрид, Струга, Вевчани и Дебрца би се поврзале целосно автопатски со Скопје. На почетокот на 2015 година треба да биде објавен повик за изнаоѓање концесионер за делницата до Гостивар. На автопатот Кичево-Охрид интензивно се работи. Пробиени се 25% од трасата, формирани се косини усеци на првите 3 делници од вкупно 5, а отпочнати се и подготвителни работи за пробивање на тунелот, кој ќе биде во должина од 2 километри. Ова се податоци кои ги доби пратеникот Александар Николовски како одговор на негово писмено пратеничко прашање за динамиката на изградба на автопатот. Интензивно се работи на изнаоѓање на начин за изградба и на автопатот од Кичево до Гостивар, со што целосно би се изградил автопатот Мајка Тереза и Охрид, Струга, Вевчани и Дебрца, би се поврзале целосно автопатски со Скопје и преку коридор 8 со Албанија и Бугарија, а преку коридор 10 со Србија и остатокот од Балканот, што позитивно ќе влијае на економската активност во целиот југозападен регион, како и врз развојот на туризмот. Министерот за транспорт и врски Милијана Киески на прашање од пратеникот Николовски истакнува дека во финална фаза е изготвувањето на документацијата за изградба на автопатот од Кичево до Гостивар, како и за повикот за изнаоѓање концесионер. Во февруари или март 2015 година ќе биде објавен повик за изнаоѓање концесионер, кој би имал обврска да го изгради автопатот Кичево-Гостивар, а би го добил под концесија целиот автопат од Охрид до Скопје. Доколку се пријави компанија која е заинтересирана за изградба на автопатот, се очекува во текот на 2015 година да се потпише договорот. Верниците од католичка вероисповед денес го слават Божиќ. Со синоќешната вечерна миса се празнува мирот и љубовта меѓу луѓето. ТВМ посети едно швајцарско семејство кое живее во Охрид, а го прославува денешниот празник. Верниците од католичка вероисповед денес го празнуваат Христовото раѓање по Григоријанскиот календар. Во католичката црква Свети Кирил и Методи во Охрид синоќа се одржа повечерна миса на која присуствуваше меѓу верниците охридскиот градоначелник Никола Бакрачевски, а денес се празнува Божик. Ние, како што рековте, го славиме Божик, кој што е најголем радосен празник, еден од големите христијански празници во нашата христијанска вера. И овој празник е голем затоа што самиот Господ Исус Христос ни се роди во една мала пештеричка за да донесе мир на човештвото. Човештвото кое што беше напатено со немир и со омрзи, и Господ Исус Христос се насели меѓу нас да биде со нас и да ни донесе мир. Пораката на Божик всушност е таа да се донесе мир на земјата, како што и самите ангели навестија слава на Бога во висините, а на земјата мир помеѓу луѓето со добра волја. Во Охрид има околу 200 христијани и протестанти кои го слават католички Божик. Иако ова заедница е мала, таа е многу активна, појаснува отец Тантушев. ТВМ на овој празничен ден беше во посета на швајцарското семејство Гигер во Охрид. Бруно е роден во Берн и со сопругата Иванка веќе 2 години живеат во нашиот град. Бруно раскажува за обичаите на празнување на Божик во Охрид и во Берн. Раскажува дека традицијата на славење од Швајцарија ја продолжуваат и во Охрид. Подготовките за прославата на Божиќ започнуваат со палење на 4 адвентни свеќи. Бадник се чека со најблиските. Се вечера се кити елка со свеќички, а поделката се оставаат подароци. Сите заедно пеат божични песни, а се оди на полноќен концерт во црква. На Божик сите меѓусебно се посетуваат со семејствата и пријателите. Се оди на ручек во ресторан, на планина или во ски центрите. Бруно Гигер додава дека на католички Божик им доаѓаат нагости нивните пријатели и соседи. Среќени што со својата сопруга покрај католичкиот го празнуваат и православниот Божик на 7 јануари. До сите верници од католичка вероисповед, честитка упати градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски со искрени желби Божиќ да го прослават во празнична атмосфера во кругот на семејството и пријателите и во духот на човеколюбието и добрата мисла.
Во името на граѓаните на Охрид и во мое лично име, на верниците од католичка вероисповед, најискрено им го честитам големиот христијански празник, денот на раѓањето Христово Божик. Во името на милосрдието, љубовта и добрината им посакувам многу здравје, среќа, берикет и семејна хармонија. Годинава Црвен крст Охрид бележи рекорден број во доделување на најразлична помош на над 700 лица, истакна Сашо Точко на денешната софра со граѓаните од ранливите категории, која денес се одржа во Средното општинско училиште Ванчо Питошевски Охрид. Трета година поред Општинската организација на Црвениот крст од Охрид во соработка со локалната самоуправа за 150 семејства обезбеди ручек и новогодишни пакетчиња за децата од социјално ранливите категории. Заменик градоначалникот Ангел Јанев рече дека ваквите манифестации нема да престанат, но се надеваат дека наредната година на оваа софра ќе седнат помалку луѓе од социјално загрозените семејства. 2015 година веќе ќе одиме со најавите кои што ги имаме од државно ниво дека еве во Тирс зоната, како што реков, веќе е најавено две огромни германски фирми ќе отворат. Едната фирма е ОДВ Електроник, другата фирма е Костел и тие се разбира преку нашите министерства најавуваат 2 до 2,5 илјади места за вработување. Јас верувам во таквите најави, дел сум од таквите најави, се надевам дека голем број од оние родители на присутните, бидејќи имаме повеќе деца овде, меѓутоа и идните деца кои што ќе растат ќе најдат дел од своето вработување. А со таква бројка од 2 до 2,5 илјади вработени луѓе, Охрид како ќе ја смени социјалната структура, значи на своите сограѓани. Годинава Црвен крст од Охрид бележи рекордна бројка во доделување на најразлична помош на над 700 лица, вели Сашо Точков, председателот на организацијата. Тоа се однесува на помош во здравствени прегледи, лекарства, прехранбени производи, средства за хигиена, додава тој. Точко вели дека секој ден се под постојан притисок на луѓето на кои им е потребна некаква помош, најчесто оние кои немаат да се прехранат поради нивниот низок социјално-економски статус. Ние можеме да помогнеме еднократно или моментално, но не можеме да им го решиме статусот. Секако постојат институции кои што се занимаваат со таа проблематика, ги упатуваме, но сепак сочувствуваме со нивната мака и гледаме што повеќе социјални случаи да обслужиме. На денешната софра во основното училиште Ванчо Питошевски со семејството социјално ранливите категории седна и заменик градоначалникот Ангел Јанев, а најмногу се израдуваат децата кои на крај добија пакетче од Дедо Мраз. Дружба, софра и најава за реализација на проширување на геријатрија Охрид е исходот од денешната традиционална посета на охридските пензионери во геронтолошкото одделение при Општа болница Охрид. Охридското пензионерско здружение во посета на одделението за геријатрија при Општа болница Охрид. Традиционално во очи на престојните празници, вештите раце на пензионерките направија различни домачни специјалитети, како комат, штрудла, петулици, ванилици и ги поставија на трпезата на геријатрија за да ги вкусат пациентите. Годинава охридските пензионери покрај визита на пациентите беа во посебна мисија да ги видат условите на геријатриското одделение, како и тоа да дознаат до каде е реализацијата на идејата за проширување на истото. Ги видовме условите, тие се подолго време такви какви што се и заедно со медицинскиот центар, односно управата, се разбира начело со директорот, најавено е дека набрзо ќе се создадат услови за проширување на одделение со уште капацитет за отприлика најмалку за 100 лица. Тоа сигурно дека е радосна вест и за останатите кои што чекаат на листата на чекање и ќе биде сигурно една добробит за поголем број на ова категорија лица. Навикнавме на хуманитарните посети на нашите штитеници од страна на разни здруженија и институции од градов, посебно за време на празниците, вели доктор Јасминка Гроздановска од ова одделение. Таа изрази голема благодарност и вели дека таквата пракса треба да продолжи понатаму бидејќи дава позитивни ефекти. Таа смета дека проширувањето на ова одделение е нужност. Одделението е нон-стоп со цел капацитет исполнето и имат нашиот град голема потреба од ваков објект и се надеваме дека ќе биде изграден во иднина новиот објект кој што се најавува со капацитет од 100 сместувања. Така, што добиваат како услуга? Како услуга добиваат комплетна нега, целодневен
престој, со активности, со забави понекогаш организираме. Ево сега пред Нова година организираме така да им биде малку поинтересно. И воглавно во нашето оделение имаме се дава акцент на негата на пациентиве и воедно и на 24 часовно лекување. Ружа Балеско од активот на жени пензионерки нагласи дека посетата е во рамки на нивната програма и во иднина ќе продолжат со несмалено темпо. За денеска ние покрај подготвените специјалитети што ги донесовне од нашите вредни жени и од нашите другите спонзори, нашите колешки и колеги, ние купивне, донесовне и чорапи, термо, кои што можеме да ги затоплиме на некој начин болните. Тоа не е доволно утеха, меѓутоа сепак еден период ќе можеме да ги стоплиме со тие да ги користат. Во моментов на Охридското гериатриско одделение има 33 штитеници. Ова одделение е поливалентно со можност за продолжено лекување. По дневникот, проследете го последното издание на емисијата Под лупа за ова 2014 година. Гостува првиот човек на Охрид, градоначалникот Никола Бакрачевски, кој одговарајќи на прашањата на колешката Лионела Јаковлева, ќе даде осврт на годинава што изминува. А во продолжение проследете ги вестите од светот. Неколку илјади христијански верници дојдоа во библискиот град Витлеем, кој според преданијата е родниот град на Исус Христос, за да присуствуваат на прославата на Бадниковата вечер. Латинскиот патриарх Фуат Твал, главниот римокатолички поглавар на светата земја, ја предводеше процесијата од своето ерусалимско седиште во Витлеем, минувајќи низ израелскиот бетонски ѕид на раздвојување, што го опкружува поголемиот дел од градот. И мала група христијани од Газа стигна во Витлеем, биејќи предходно доби дозвола да мине преку територијата на Израел на пат кон западниот брег. Тие беа дочекани со аплаузи и извици на одобрување. Палестинскиот председател Махмут Абас се приклучи на синоќешната прослава и повика на прекин на екстремизмот и теророт. Полицијата и локалните представници наведоа дека оваа година само 4500 странски туристи дошле во Витлеем да го пречекаат Божик, што е половина помалку отколку минатата година. Избија нови протести во предградието Сент Луис, каде што во вторникот навечер бел полицаец застрела црн тинејџер кој на бензинска бумпа се заканувал со пиштол. Група демонстранти ги блокираше синоќа сообраќајниците во Беркли во сојузната американска држава Мисури, а протестите следеа по бдеењето на бензинската пумпа на која што се одигра трагичниот инцидент. Неновите протести собраа околу 150 луѓе и главно беа мирни, само во еден момент дошло до мал инцидент кога полициски офицер го спречил обидот на неколку лица да провалат во продавницата. Јавните службеници од афроамериканската заедница во Мисури се обидуваа во средата да објаснат дека не може да се спореди смртта на осомничениот кој држел пиштол во рака со случаите на невооружени црни мажи кои биле убиени од бели полициски службеници во изминативе неколку месеци. Неколкуте такви инциденти доведоа до протести низ сати и огорчени дебати во јавноста за тоа како американските сили ги третираат припадниците на заедниците со друга боја на кожата, повеќето црнечки и хиспански. Соединетите држави вчера ги отврлија тврдењата на милитантите на Исламската држава дека групата го соборила авионот F-16 на меѓународната коалиција предводена од САД во источна Сирија. Доказите јасно укажуваат дека ИСИС не го соборила авионот, тврди американската централна команда која инаку ги надгледува акциите на авиациите на Ирак и Сирија, пренесува Associated Press. Командата не наведе што е причината за падот на авионот, но потврди дека ИСИС го заробила јорданскиот пилот, што е остро осудено. Исламската држава предходно соопшти дека го соборила авионот на меѓународната коалиција предводена од САД во Сирија и го фатила пилотот јорданец. Екстремистите на својот вебсајт објавиле фотографии со кои докажуваат дека нивните борци го држат заробениот пилот. На една од фотографиите е прикажан пилотот облечен само во бела кошула, додека на другата лежи на земја обкружен со десетина вооружени мажи.
Рускиот председател Владимир Путин и нареди на владата да ги сопре галопирачките цени на водката поради тоа што смета дека високите цени на еден од препознатливите руски символи ја поттикнуваат потрошувачката на пијалоци кои нелегално се произведени и се опасни по здравјето на луѓето, пренесуваат медиумите. Русија во моментов доживува економските шкотии пред се поради поевтинувањето на рублјата кон светските валути и поради падот на цените на нафтата оваа година. Дел од руските економски експерти предупредуваат дека земјата следната година ќе влезе во рецесија. Путин, кој пропагира здрав начин на живот, побара од релевантните служби да ги земат предвид неговите апели и додаде дека владата треба да се бори против трговијата со алкохол. Според истражувањата на меѓународните универзитети, 4 Руси умираат пред да наполнат 50 години, а за ова делимично може да се обвини и нивната склоност кон конзумирање на водка. Минималната цена за пола литар водка, регулирана од владата од минатата година, беше зголемена за 30%, односно на 220 рубли или на $4,10. Ова е се што подготви информативната редакција. Останете со ТВМ, следува Под лупа. Пријатно!